Владата не сака да преговара со Грција уште 10 години. Сака да најде решение кое ќе биде од корис на граѓаните, тврди вице-премиерот за евроинтеграции во првото јавно обраќање на тема спор за името по објавувањето на извештајот на Европската комисија. Наумовски побара од Грција да демонстрира лидерство во регионот и да го поттикне процесот на европска интеграција, како што го направи тоа во 2003-та со Солунската агенда. Во однос на прашањето кое што е отворено меѓу нас и Република Грција, ние продолжуваме со преговорите со цел да изнајдеме решение, а не со цел да преговараме во наредните 10 години. Знаејќи дека после долги години изнаоѓањето на решение ќе биде во корист на двете држави и во корист на граѓаните на двете држави. Сите билатерални прашања во регионот можат и треба да бидат решени во насока на заедничките европски интереси. Веруваме дека е можно решение кое што е прифатливо за двете страни, решение кое што ќе се заснова на меѓусебна почит, разбирање и доверба, решение во кое што ќе нема победници и поразени, туку решение во кое што ќе има само победници. Представникот на Унијата во земјава оценува дека сега е моментот за решение на проблемот со името. But I'm sure that this is underway and that efforts are being made to develop as much as possible the different discussions under the Nimitz process. We have stressed that the quicker that the process can be developed, the quicker we can find a solution. Препораката за отворање преговори за членство од комесарот Оли Рен беше прокоментирана како поттик до владата во Скопје да го реши проблемот со името. Рокот до декември се поставува затоа што одлуката за конкретниот датум во Европскиот совет се носи со консензус. Грчкиот глас ќе биде одлучувачки.